Moja prva turneja u životu je bila po Makedoniji i to je Radio Džara. Upisao sam nuklearnu termodinamiku, znači nisam ni tad znao šta to znači. Izašlo u svim novinama da će ploča verovatno biti zabranjena, oni su štampali još toliko i sve se prodalo. Последните 15 години имам привилегија да ги интервјуирам некои од најинтересните и најдокажани луѓе од Македонија и регионот. Учев многу од овие разговори. И добивав инспирација за сопствениот професионален пат. Со мојата работа надвор од еден на еден и со многуте лични и бизнис релации и пријателства низ годините. Оваа сезона се радувам што ќе одам уште подлабоко во личноста на моите гости. Сакам да дознам што ги вади од такт, што ги води низ животот и што научиле низ него. Ова е Еден на еден. Добре дојдовте во сезона 15. Нова епизода, дами и господа. Сезона 15, нова епизода. Добре дојдовте, ви благодариме што не гледате, ви благодариме и на вас што сте тука. Ова е многу нетипично снимање за нас од Еден на еден после 15 години, како што вие знаете, ама вие не знаете што не гледате на телевизија. Снимавме струја до пред скоро и не ни знаевме дали ќе има емисија, така што најпрво сакам јас да ви се заблагодарам вам што бевте за сиот овој период тука. Стварно сте супер. Многу ви благодариме. Воедно и поздрав до сите кои за сите овие снимања не успеваат да дојдат во студио. Значи, јас најискрено ви кажувам, се бираат луѓето по случаен избор, има многу кои што се пријавувате. Сите оние кои не сте дошле, овде има и некои кои претходно биле на некои снимања, но таква им е среќата, дошле повторно. Сите кои не сте успеале, пријавете се, нели, нормално пак, следете на социјалните мрежи и следен пат ве очекуваме тука во студио. А како што добро знаете, тука се собравме да пречекаме еден наш драг гостин кој му требаше цели 15 години за да дојде за прв пат во Еден на еден, иако претходно повеќе пати се договаравме кога, сега, да, не сме нашле сходно некој датум кој ќе му одговара пред се нему, нормално заради зафатениот распоред и нам заради тоа што нели треба струја да имаме кога имаме снимање, но овој пат е тука и огромна чест ми е заедно со вас да го поздравиме Момчило Бајагич Бајага. Бајага. Како си, добре? Осве што е ладно. Добро, nije претерано. Имамо чај. Имаме чајче да си се загрееме, тоа си е нашиот good nature како секогаш. Инаку ние толкава желба да ни гостуваш еднаш, не знам дали знаеш, те имавме музички во емисија, ама не преку директно твое свирење, туку ајде да видиме да не зборам режија, дај да подсетиме што беше тоа пред некои 10 години. Čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli, Bože, da li je to dobar znak? Dole su svetli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noći zbudeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noći zbudeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Оценка? Да, супер. Ali ima više od 10 godina. Има. Ова беше премиера на времето на Монтевидео филмот, дечките од Монтевидео дојда и Бјела. Ама сите бевме фанови и најпрво со тоа сакам да отворам наистина како е на толку многу генерации да си музички идол и знаеш толку многу генерации да пораснат со тебе. Дали ден денес има млади и си викаш од кај овие ме знаат? Da, ima stvarno puno, ima publike različitih godina. Tako da ima i puno mladih, ima srednje, ima moje generacije, ima stariji, mislim, kao nekad Politikin zabavnik od 7 do 77, znaš. I meni je drago, stvarno, što dolaze i klinci, uglavnom znaju pesme, što je lepo. Ovi baš najmlađi ako ne znaju, oni gledaju na Google-u, na telefonu. Ali, hvala Bogu, imamo šarenu publiku. Кога ги гледаш,
а знам дека знаеш како музичар од сцена многу е убаво и те полни со енергија која ги гледаш луѓето, како реагираат, како пеат, како играат. Пример, млада публика сака различни песни од Бајага инструктори од постарите или нема разлика? Па нема, у принципу ми направимо neki program i sad, evo, svirali smo od aprila, pa boga mi tu do početka novembra, jedan repertoar koji može da se proširi sa nekom pesmom, ali uglavnom mi smislimo šta ćemo da sviramo, poneku baš ako insistiraju publika odsviramo, ali uglavnom su svi zadovoljni kako teče program i tu malo i dinamike koje su brze, koje su spore, kad se podigne atmosfera, kad se spusti. Ali podjednako reaguju i mladi i stariji i pošto mi sviramo dosta i po dijaspori, isto reaguju u Australiji, u Kanadi i u Makedoniji. Македонија ќе има прилика да ги гледа Бајага инструктори на 9 декември во спортска сала, спортски центар Јане Сандански. Значи 9 декември е датумот кој треба да си го запишете за Бајага инструктори во спортска сала Јане Сандански. Во Македонија си доаѓал многу често Бајага. Си бил многу пати. И денес после толку години, пример, на што се радуваш кога ќе чуеш или дознаеш дека доаѓаш во Македонија? На што се радуваш? Што ти е мерак? Pa, mislim, toliko puta sam dolazio da se osjećam kao kod kuće i onda dosta stvari znam, ali ako ne dođem godinu, dve, onda se dosta stvari promeni u gradu, malo drugačije. Sad mi izgleda, mislim da smo bili pre možda godinu dana, da sam ja bio zadnji put, ali sad mi je drago da pravimo ovaj koncert, da kažemo veliki u Skoplju. Kažem, to je i 30 godina Avalona, a to je i pred iduću godinu gde je meni 40 godina Bajega instruktora i nismo skoro svirali tako neki veći koncert u Skoplju, pa mi je baš drago. А имаш пријатели Бајага кои си ги гледаш на секое доаѓање? Им се јавуваш? Доаѓам 9, доаѓам 8. Pa dobro, ima da, naravno. Mislim... Кои ти се тие некој најмерак што ти е да ги гледаш кога доаѓаш? Македонци. Pa, kako da ti kažem, ja stvarno dolazim dugo godina i znam dosta ljudi, mislim, sad kad bi krenuo da nabrajam, to bi ispalo puno od kolega, recimo zvao bi Vaska Serafimova ili naravno Vlatka Stefanovskog, ali Vlatko, koliko sam ja vidio, svira 10. decembra u Beogradu, a mi sviramo 9. ovde, tako da ne verujem da ćemo se vidjeti, pošto eto, tako se poklopilo. Ти кога беше дете, која музика ја слушаше? Pa, ja kad sam bio klinac skroz, pre recimo osnovne škole, to je bila, mislim, zabavna muzika. Pa onda osnovna škola, drugi deo, već sam počeo da slušam rock muziku. U stvari više prvo pop, pop rock, pa rock. I onda, misliš koji bendovi? Па да, имаше некои не идоли да ги имитираш или нешто, ама имаше некои бендови. Mislim da su svi slušali Deep Purple, da je to nama bio baš onako super band. Slušao sam kasnije Lou Reeda, pre toga Beatlesa, Stonese, naravno. Да. Кај беше во Битлси екипа или во Стоунси екипа? Ако треба да бираш. Pa teško bi izabrao, pošto mislim svaki su dobri na svoj način. Ali evo, Stonesi još uvek rade i izdaju albume i to. A i Beatlesi, ali to je jedno... So artificial intelligence, што вика. Добро, ама тоа па, знаеш, интересно е кога ќе речат artificial intelligence, всушност е вадењето, нели, на вокалот на Ленон од пијаното. Тоа тука е artificial intelligence. А кога ги гледаш Стоунси после толку години како настапуваат, од аспект на музичар кој има 40 годишна кариера, што ти представува тебе тоа? Кога ги гледаш луѓево, уште активни, уште скокаат, рипаат на сцена. Да, и odličan im je album ovaj. Новиот? Da, novi, znači nije onako da su samo odradili posao, nego stvarno je super album i puno gostiju. Mislim, ostaće sigurno ova stvar sa Lady Gaga, From Heaven, kako se zove.
I gostovao im je Paul McCartney koji je svirao bas, Stevie Wonder. Mislim, oni zvuče fenomenalno. Jagger ima 80 godina, Keith Richards ima 79, mislim. Ali oni su, ja mislim, jedini. Jer ja sam gledao snimke njihove kad su dolazili prvi put u emisije 62. Znači, ja sam tad imao 2 godine. Naravno, gledao sam kasnije, ali još i crno-bela televizija bila i to. Na Ed Sullivan show. Pa tako. I onda su imali hitove i sad imaju hitove i svaka im čast, mislim. Тоа од позиција на музичар те мотивира или си викаш, не бе, тоа е друга лига, не може. Ne, naravno da te to motiviše, mislim. Mislim da motivišu mnoge muzičare u svetu i stvarno, s obzirom i na život koji su vodili i na sve to, oni su više nego dobri. Да, така е. А семејството од кое потекнуваш е музичко или не е? Pa nije. Možda neki tamo daleki stric, deda, ali od mojih niko nije svirao, mislim. A momčilo од каде со музика? Од каде? Pa ja sam počeo da, recimo, 8. razred osnovne škole da učim akustičnu gitaru, ali čak to nije bilo kod nekih profi učitelja, nego od kolega, u mom kraju, tamo u Zemunu, ima Kej Lep na Dunavu i tu su dolazili svi koji su svirali gitare i sa Novog Beograda i Zemuna i onda si tu uvijek mogao nešto da naučiš od ovih starijih. Bio je Tadić, on je isto bio klinac, što sad često svira sa Vlatkom. Miroslav Tadić, tako je. Strašen gitarist. Strašno, da. On je svirao klasiku baš, a ja sam više bio za ove. Baš na leva noga. Da, sve. I još tad je svirao, to je bilo baš davno. A сите се сеќаваат музичари или гитаристи поточно на првата гитара. Знаеш, сите се сеќаваат. Која ти беше прва гитара? Како ја доби? Обично на поклон некој ја дава ја. Pa imao sam neke akustične, to nisam popamtio baš jer nisu bile dobre pa sam ih menjao često sve i onda kad mi se desilo, prva neka ozbiljnija je bila neka Gibson SG, ali on nije baš najbolje štimovo i onda kad sam jako mlad dobio posao u Ribljoj čorbi sa 17 godina, onda sam morao da kupim neku gitaru ozbiljnu i Ćale mi je dao neki dinar, a ja sam imao nešto isto u šteđevini, onda sam kupio tog Les Paula, Les Paul Custom 76. godište i svirao sam ga baš dosta i sad ga ređe sviram, ali imam ga i dalje. Ама уште го, тоа е одлично, тоа е топ. За 17 годишно дете, баш младо дете уште си, да влезеш во така сериозен бенд и, нели, Рибља чорба е сепак икона музичка, твоите родители како реагираат на тоа, знаеш? Pa dobro, не е баш сеедно. Da, pa nekako je bilo tako, ali pre toga su mene zvali isto tako godinu dana ranije da sviram, pošto sam ja prvo svirao bas pa posle gitaru, onda su me zvali u neku grupu Zdravo, tadašnji, to je Boban Petrović radio svoje vremena, oni su bili neka disko grupa i zvali su me da sviram bas i onda mi nije dao Ćale, jer sam bio 3. razred gimnazije, valjda. I onda se desi da oni sviraju na Hajdučkoj česmi, onom čuvenom koncertu koji je dugme, bijelo dugme pravilo. To je bio prvi veliki koncert otvoreni kod nas i onda je predgrupa bila ta grupa Zdravo, a cela moja gimnazija išla i meni bilo mnogo krivo što ja nisam svirao tu. Onda kad je došlo ovo za čorbu, to je već bilo negde prošlo prvo polugodište 4. godine gimnazije. Pri kraju si bio. Pri kraju sam bio, da, i nisu mi pravili probleme i onda sam kupio i tu gitaru i eto, drago mi je da nisam morao da je prodam do sada. Hvala Bogu. Во денешно време, Бајага, знам дека баш конкретно сега Slipknot, една од најголеми групи, нема бубњар, си отиде Џои. Во денешно време ги наоѓаат на социјални мрежи, бубњари, гитаристи едно друго, ќе ги видат на Инстаграм едно друго и ги повикуваат. Во тоа време како стануваш гитарист на чорба? Има аудиција,
Нема, како беше? Ja sam išao na audiciju. U stvari, prvo sam imao sreće što ja nisam bio baš na samom početku Riblje čorbe. Oni su napravili bend pokojni Rajko i Miša, isto pokojni i Vicko i Bora. I onda su hteli da dovedu još jednog člana i razmišljali su da dovedu orguljaša. Ali onda je neko rekao, pa onda ćete da izgledate ko bijelo dugme. I onda su oni rekli, dobro, onda ćemo mi gitaristu. Ja sam tad svirao, kažem ti, bas, ali znao sam gitaru pomalo da sviram. I onda je pokojni Rajko Kojić rekao kao, evo, pa on nije loš, mogu bi onda nam svira gitaru. I onda sam jedan dan došao na audiciju u Dom omladine i svirao sam, mislim, nisam bio neko što fenomenalan, ali imao sam dugu kosu tako do ovde. Dobro izgledaš. Da, to je bilo važno za tad i primili su me u bendi, ništa, tako je krenulo. Подосна и пишуваш и едни од поголемите хитови, да речеме, за Риблја чорба, но да дојдеш до тој момент да дадеш песна во бенд, нели, веројатно прво треба да се охрабриш, треба да се ослободиш, да станеш другар со нив. Ти требаше многу време за тоа или веднаш се вклопи? Ja sam radio pesme pre nego što sam došao u čorbu za neke amaterske bendove. Dobro. I to nisu bile bog zna kakve pesme, ali prvi se mačići u vodu bacaju, jel? I onda kad sam došao u čorbu, dosta sam naučio od Bore, a i imao sam taj osjećaj da napravim muziku, recimo, dobru na Borin tekst. I onda, kad sam ja došao, ja sam možda svirao 1 godinu dana u čorbi i onda su Miša, Rajko i Bora otišli u vojsku i mi smo napravili pauzu. I onda je Bora meni slao pesme iz vojske. Kao tekstovi? Tekstove, da. I ja sam napravio muziku za 3 pesme tad na tom albumu Pokvarena mašta i Prljave strasti. I mislim da sam tu radio Evo ti za taksi, Nemoj sreće, nemoj danas i 2 dinara druže muziku. Tako, znači to je tvoja muzika na tije. Da, Borini su tekstovi i tako sam radio nekoliko albuma, onda kad pred kraj sam već uradio, ja mislim, na Buvljoj pijaci ili na Mrtvoj prirodi, ja sam se ložio na tebe, to je bio moj tekst i muzika. I onda na Muzičari koji piju sam uradio Kad hodeš. Мои су другови и сите вовче одат. Mislim, to je neka glupa fora. Mene nervira to. Pada vlada, ne sviram više nigde. Jedna prednost kod baritona je tenori piju čajeve, a basovi i baritoni pušaju. Ајде. После напорно снимање, со 300 предвидени и непредвидени работи, се што ми треба е овака момент насамо. На здравје. За многу мир и релаксација. Кога ќе ви изненадат временските промени или кога ненадејно ќе ве пресретне невреме или кога барате предизвик, верувајте во својот имунитет. Останете заштитени со Multi-Essence Immuno. Multi-Essence од Alkaloid. Одберете го својот пакет и осигурете го домот. Триглав осигурување. Ти знаеш што е добро за тебе и затоа одлучи. Од понеделник ќе стануваш порано. Да, како не. Но има една добра работа што можеш лесно да ја правиш секој ден. Баланс. Секој ден потребен. Со секој чекор што го правиме, ги изложуваме на светот и им помагаме да изградат издржливост. Од таа причина, инспирирани од 50 години истражување на мајчиното млеко, Aptamil Pro Nutra 3 содржи витамини С и Д за поддршка на имунолошкиот систем на вашето бебе и нутри влакна. Aptamil Pro Nutra млеко за мало дете. Ваш живот, наша наука. Golden Art наградна игра. Купи дом, освој стан. Од 24 јуни со купување на недвижност од Golden Art
си обезбедуваш учество во среќната лотарија за нов стан во прекрасниот Каредо комплекс во општина Карпош. Уникатната можност трае до 23 јуни следната година. Промени го животот на многу подобро. Купи дом, освој стан. 18 години Golden Art. Новогодишна промоција во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на сите филери. Обликувајте ги усните, коригирајте го носот, пополнете ги волкниците и избришете ги подочниците. Освежете го лицето, вратот и рацете по празнични цени. Искористете го периодот пред празниците и направете третман кој ќе ви го врати свежиот и младешки изглед на здрава, затегната и еластична кожа. Овој ноември во Горење се исполнуваат вашите желби. Промоцени на одлични апарати за домот. Горење. Летото заврши, но не и убавите искуства. Затоа што есента носи нови возбуди и авантури. Без разлика дали сонувате за планински врвови, урбани улици или екзотични плажи, вашиот билет е во Савана. Дојдете на savana.travel и истражите безброј можности за новото патување. Те чека нова авантура со Савана. Риблја чорба и атомско склониште на голем концерт во Скопје. 16 декември, сала Борис Трајковски. Повеќе од 4 часа спектакл. Ти знаеш што е добро за тебе и затоа одлучи од понеделник ќе вежбаш секое утро. Да, како не. Но има една добра работа што можеш лесно да ја правиш секој ден. Баланс, секој ден потребен. Триесет години Авалон продукција ви представува голем концерт на Бајага и инструктори во Скопје. 9 декември, сала Јане Сандански. Еден од сигурно најголемите регионални артисти на сите времења, со повеќе од 2,5 часовна тотално хитовска програма. Бајага и инструктори со голем концерт во Скопје. За прв пат во салата Јане Сандански. 9 декември. Влезниците се во продажба онлайн на ticketix.mk и преку продажната мрежа на Ticketix низ Македонија. Avalon Production. Кога ќе ви изненадат временските промени или кога ненадејно ќе ве пресретне невреме или кога барате предизвик, верувајте во својот имунитет. Останете заштитени со Multi-Essence Immuno. Multi-Essence од Алкалоид. А сега пораки од нашите партнери. Чајот Релакс представува мешавина од специјално одбрани билки кој е збогатен со витамините B3 и B6. Ова е одличен додаток во вашиот ритуал за релаксација во секој дел од денот. Витамините B3 и B6 се за нормална функција на нервниот систем за оние што не знаат, а со само една шолја чај ќе внесете 15% од препорачаното дневно внесување на овие витамини. Чајот Релакс од Good Nature, значи Good Nature Релакс запомнете. Lenovo Legion Slim 5, тоа е овој Lenovo Legion Slim 5, врвен лаптоп за игри, го сакаат дури најпребеливите геймери. Inet е овластен дистрибутер и сервис за Lenovo и ако сакате топ гейминг искуство, најдобра понуда најдете веднаш кај Inet на inet.mk. А ако ви треба телевизор од серијата Hisense ULED, ние ви препорачуваме Hisense U8KQ. Тоа го препорачуваат од екипата на 1 на 1. Ова е дел од Hisense ULED серијата на телевизори. Ви носи мини LED со 1000 зони, 1500 нити, што е да значи тоа, 144 Hz, поголеми екрани, повеќе платформи, врвна технологија како 4K ULED. Многу можам да зборувам за ова, но вие треба да проверите Hisense телевизорите, бидејќи со нив гледањето телевизија изгледа подобро од било кога. Токму тој албум Мртва природа е продаден во 500.000 примери, негде пола милион. И сега за толку млад човек, како што си ти, да пишуваш песни што се продаваат во пола милион, тоа е веројатно фасцинантно и предпоставувам не си ни бил свесен каков успех доживуваш. Бидејќи тебе тоа ти е прво искуство музичко, не дека нели како беше таа плоча е стварно можда најпродаванија стварно плоча Риблја чорбе. С тим што ту е било и мало, да кажем,
sreće, jer ja mislim da smo mi prodali jedno 200-250 hiljada i onda to je bilo ono vreme socijalizma i sad na nekom sastanku se pobunio neki mladi komunista zbog Borine pesme za ideale ginu budale i onda je izašlo u svim novinama da će ploča verovatno biti zabranjena i kad su rekli da će biti zabranjena, oni su štampali još toliko i sve se prodalo. Fantastično. Podobra reklama i da sakalo ne može. Ali nije bila planirana, stvarno, znaš, kao, ja mislim da je to bilo negdje u Crnoj Gori, na nekom sastanku, i ono čovjek rekao, evo, slušao sam album, kao, ne sviđa mi se. Како смеат младите. Да, како они смеат тоа да кажу. Менува нешто во бендот, тоа Бајага, знаеш, ваде бендот албум, се продава во пола милион. Не знам, одеднаш се трошат повеќе пари, имате повеќе, не знам, поубави комбиња. Што се смени? Или ништо? Па, мислим, у то време, то nije bio tako unosan posao, mislim. Mi smo pravili neke pare mnogo više nego naši drugari koji nisu radili to, ali nisu to bile neke nenormalne pare, mislim, u to vreme. Tako da, ja sam iznajmio stan, recimo. Добро, значи не можеш од хонорарот за овој албум, да речеме, пример, од парите што тебе ти следувале, да си купиш стан. Не си можел. Па тешко, да. Тешко, а? Тешко, да. Mislim, druga vremena su bila totalno, to je bilo nešto procentualno od ploče si dobijao, ali nije bilo toliko autorskih prava, malih prava, ono. Mislim, prosto je bilo drugačije vreme, ali sigurno da kao skočiti standard ozbiljno. Ja sam iznajmio stan, iako su moji živjeli u Zemunu, nisam morao daleko da putujem, ali teo sam da živim sam. Normalno. I to, тука пола милион продаваш, примерно си сега со твоите. Ali ne da kupim, nego da iznajmim. Bitno sam da si. Pa da. Tako da, eto, to je kao neka prednost. Ali meni je veća razlika bila kad sam, recimo, 4-5 albuma s Ribljom čorbom prodao tako puno i onda su me izbacili iz benda, ali ja bi ga napustio da me nisu izbacili. Zašto? Se zasiti ili što? Pa i to, nego, mislim, bila glupa situacija. Mi smo se dogovorili da imamo slobodno leto i ja sam otišao na Mljet. I sad to nije bilo vreme kad je na ostrvu Mljet u Hrvatskoj. Nije bilo telefona mobilnih, nije bilo tih stvari. Na Mljet ne dolaze novine i onda sam ja shvatio da su mene zvali iz Čorbe, da su promenili plan, da nismo kao slobodni sad, nego treba da idemo u Grčku, da sviramo u nekom hotelu. I ja to prvo nisam čuo, a i da sam čuo ne znam da li bi se vraćao. I kad sam došao u Dubrovnik, znači sa ostrva u Dubrovnik pa da idem za Beograd, sam kupio novine i u novinama piše da su oni uzeli dvojicu novih gitarista. Tad je otišao. I ti tako doznavaš? Da, pa dobro, ali nisam se ja nešto to njima mnogo zamerio, znaš. Jer verovatno i kod mene došlo do zasićenja i bila čudna atmosfera u bendu, Rajko Kojić isto prešto da svira i nije mi bilo žao, znaš. I možda samo tih, jedno 6 meseci nismo bili baš u dobrim odnosima, ko kad raskineš devojkom nekom, pa, znaš, ali posle... Znaš da kad dođe kraj. Pa, da. Ali posle toga smo, bili okej, skroz. Ja sam njima često gostovao na tim godišnjicama, pa... Pa i ti je kaj tebe i oni kod mene i išli smo zajedno za Australiju i tako. Jednom je išla Riblja čorba, pa sam ja njima bio gost, a jednom je išao moj band, pa je Bora nama bio gost, tako da okej smo. Da te prašam, nešto најискрено да те прашам. Бидејќи ние те знаеме како 40 години нели кариера и како Бајага инструктори вамо таму и ретко кој се сеќава сега баш на тоа време, но има и такви нели што се сеќава. Дали Бајага, овој Бајага што свири со Риблја чорба на сцена, во некој моменти додека свири го гледа Боре и вика па ја можам ова да го правам? Pa, mislim, ja sam stvarno sve o poslu naučio za tih 6 godina u Čorbi, jer Čorba baš bila sigurno najjači band tad u bivšoj Jugi. I da, to je bio kao fakultet. Ali moja ideja nije bila da pevam prvo, jer sam pevao prateće
vokale kod Bore i to nisam bio neki fenomenalan prateći vokal, nego onako. Tako da onda sam ja pokušao da nađem nekog pevača, ali nisam bio uspešan u tome i umeđu vremenu sam mislio ajde da snimim album i kad sam snimio Geografiju, za to je najviše kriv Kornelije Kovač, pokojni koji je mene bukvalno naterao da snimim album, taj prvi, i on mi je bio producent. Tako da ja sam u stvari prvih onako godinu dana mi je trebalo, kad kreneš da pevaš sam, treba da ti malo ojačaju glasni mišići, da imaš bolji signal, to. I onda je to tako išlo sve dok nismo jedne godine, mislim da je bila 86. 2 godine posle, otišli smo u Rusiju na 3 meseca turneju gde je bilo... 3 meseci? 3 meseca, da. Bilo je ono... To koliko nastupi su? Može 50-60 sigurno? Sigurno, zato što je 60 je bilo najmanje, ali bilo je više zato što smo u nekim gradovima svirali po 2 koncerta dnevno. Tako da to je bilo ono... I tu sam stvarno, što kaže, trening, za glas napravio dobar i posle toga više nisam imao problema. Имаме една анекдота од тоа време, која ја раскажува Джаро. На што ти текнува вака Джаро, која ќе го спомнеме прво? Знам, па Джаро je bio prvi menadžer s kojim sam ja radio u životu, odnosno Riblja čorba je radila s njim i kad sam ja došao u bend, posle 1 mesec, 2 dana, moja prva turneja u životu je bila po Makedoniji i to je radio Džara i tako sam ga upoznao. Да, знаејќи го ова, бидејќи наша долгогодишна соработничка, како што знаеше Милица, неговата ќерка, се договоривме да ти направиме едно мало изненадување, тоест го прашавме Джаро да одвои некоја анекдотичка. И еве што кажа Джаро, режи, ајде да видиме Джаро за Бајага што ќе каже. Поздрав до сите гледачи. Момчето, здраво, брате, како си? Еси добар? Првите фраери кои имаа највише женски у државата беа Чолич, Брегович, Бајага, Лазар Истерски и Владо Калембир. Без конкуренција. Раде Шербеджи е постар, ali nema veze. За една анекдота со Бајага. 1978 првиот албум на Риблја чорба, лутка са насlovна страна, кукол насlovната страна. Сега Бајага свир и е малолетник тогаш, односно иде у средна школа. И требаме да идеме на турнеја низ Македонија и низ Косово. Ама него не го пуштаат 8 дена да отсутствува. Ние викаме ја и Бора Чорба, дури пошто ја пее химната на Звезда и Ѓајич Ужгира и Чолиш, сите, и ја и Бора Чорба и успеваме. Он доаѓа на турнеја. Меѓутоа негдека кај Штрип таму, ај малку рекреација да направиме, ручавме нешто кој престармали, да играме мал фудбал. И играме мал фудбал и еден штипјанец му ја скрши ногата. На мал фудбал играјки, рекреативно. После 2 дена, чик, овие новините српски, експрес политика, вечерне новости, сите насовни страни, Бајага сломио ногу на турнеи. И ние сега како со оправдање болен, а он на турнеја. И отидоме со Бора Чорба, го молевме директорот и Бајага ипак стана Бајага и му опростија тоа. Значи момчило сече се сега тоа. Поздрав до сите. Pa Džaru dobro služi pamćenje, stvarno. A ja sam išao u gimnaziju tih zadnjih par meseci, kad sam došao u Čorbu, još 3-4 meseca sam morao da idem u gimnaziju. I onda je nezgodno bilo to što je izašlo u novinama. Naravno, direktor me zvao kad sam se vratio, pošto je pisalo sam na turneji. Ali ja sam, naravno da sam se plašio, onda mi je on rekao kao, a dobro, kao nisi bio u školi, ali ti kad pobegneš makar nešto radiš, kao, a ovi kad pobegnu ne rade ništa, znaš. Ti se prostuva. Da, i kao, ajde. I tako da sam prošao, a i bilo je još možda 2 meseca do kraja škole, pa nisu ni oni teli da mi prave sad neke probleme. Кога сме кај школа, морам да те прашам, како доаѓа до тоа, кој факултет имаш запишано? Pa ja sam počeo da studiram književnost. Dobro. A jedno vreme dok je bilo ono odlaganje vojske, da, to sam
Upisao sam nuklearnu termodinamiku. Што? Ај, уште една нуклеарна термодинамика. Da. Znači, nisam ni tad znao šta to znači, ali prosto to je bio fakultet gde oni primaju, recimo, 10 studenta, prijavi se nas 4. I od tih 4 samo jedna devojka stvarno hoće to da studira, a mi ostali se prijavimo da imamo ono papir da ne idemo u vojsku. Znaš. Се пријави на нуклеарна термодинамика. Da. Тоа е тешко да го кажеш, а не па да го учиш. Pa jest. I ja nisam baš bio najbolji u gimnaziji s matematikom, a ovde, ovo je za Einsteine, ono... Da, bukvalno. Тоа за нуклеарни физики се тоа тамо. Na prvoj godini imaš matematiku 1 i 2, a mislim, ja ne bi položio ni jedan, ono, tako da... Ni 0,5 ne. Ma ne bi, sigurno. Успешно беше мисијата со војската, успешно. Da. To je bilo za tu godinu, mislim, da se snađem, pa onda za iduću godinu nešto drugo. Кога сме кај тоа, да не беше музичар, си размислувал што би бил? Pa eto, mogu sam da upišem istoriju. Teo sam da upišem istoriju umetnosti. Profesor možda ќе беше. Da. I nastavnik. Teo sam da, u stvari, prvo kao onako dobro zvučilo mi kad sam bio klinac istorija umetnosti. I tu su svi teli da idu i nisam se upisao, nisam imao dobar prosek iz škole, ali su me onda prebacili na istoriju i ja istoriju sam dobro znao i danas znam ono, i onda mi je taj profesor rekao, pa super, kao mogu bi da se upišeš, ali sam mislio šta da radim sa istorijom. I onda sam ušao u čorbu i krenula turneja i malo sam studirao književnost, jedno 6 meseci i onda sam otišao 200 dana na turneju I si napravi своја istorија. Pa da, после više teško da sam prolazio pored fakulteta. Сега да ја почнеме оваа историја. Бајага инструктори. Ај раскажи ни како доаѓа до сето тоа, го спомна Ковач. Океј. Ама знаеш како доаѓа тоа цело собирање на првата постава? Кому се јавуваш, како се јавуваш, ги знаеш ли луѓето, не ли ги знаеш? Sve sam znao. I svi su mi bili prijatelji iz raznih nekih perioda od ranije. I kad sam birao taj bend za prvi album, to su bili Cvele, Vlajko, Nele, Dejan Cukić, Žika, i to je bila ta prva postava. А во глава кога размислуваше за пејач, нели бидејќи ти не се гледаше како пејач од почеток. Кој ти беше некој идеален пејач, примерно? Кој би сакал да бил тогаш? Ja sam voleo mnoge pevače, ali to su manje više tenori. Ja sam bariton i onda nisam imao neke uzore u pevanju, više sam imao u gitari i to. A konkretno со некој збореше, беше близу со некој да договориш да биде пејач или не? Pa... Некој што го знаеме, примерно. Da, pa mislim bio sam... Znaš kako to osjetiš kad ti proradi glas, jer dok sam ja pevao prateće vokale u čorbi, to je mnogo manje vremena nego kad pevaš glavni. I onda Bora kad stane za taj mikrofon kaže 1, to se čuje u celoj sali. Ja kad stanem kažem 1, ne čuje se ništa. Onda tek posle te Rusije, kad smo imali toliko koncerata, onda se meni čuje signal jako, a ne znam, Žiki se ne čuje toliko jer ne peva toliko. I nisam imao neki uzor, ali s obzirom da to radim već 40 godina, jedna prednost kod baritona je to i u operi, znači kad idu na put, opera, soprani, tenori piju čajeve, gutaju jaja, šalovi, sve, a basovi i baritoni puše. I ako, što ne bi smeli ovi, jer ako puše, onda im je još bolja farba, da. Сега го изрекламира. Ne, naravno ne treba se puši. To je bilo nekad. Да, поинакви времења, други правила се сега. Имаше овие нели 40 години сето тоа, се уште се дружите приватно, пример, со овие што ги спомнуваш, со кои што свириш, децени. Знаеш, се уште успевате да сте блиски, да сте добри другари, или веќе си е професионално тоа? Pa ne, mislim da je vrlo važno da smo u dobrim odnosima, mi međusobno i da se družimo i možda se ne družimo svaki dan, ali kad smo na putu smo svaki dan. Misliš da ne može bez тоа?
Значи да остане онака само веројатно бизнис. Се гледаме може, на да. свирки, се гледаме на концерти, толку не комуницираме или не може така? Pa može, ali onda mislim da to se i vidi, da su ljudi došli kao u banku, da, znaš, nekako ja... Evo sad imamo novu ritam sekciju, ove godine smo promenili bubnjara i basistu i to zato što oni prosto više nisu hteli ljudi da se time bave. I došli su nam Marko Kuzmanović bubnjar i Vlada Čukić bas. I oni su malo mlađi od nas, tu su naravno Žika, Loki, Kića, ranije, ali ritam sekcija, puna energije i imali smo jedno 40 koncerata i svi kažu da zvučimo sad najbolje u karijeri. А Скопје ќе се увери во тоа на 9 декември, уште еднаш подсетуваме во Јане Сандански. Сепак, како и секој бенд, предпоставувам, нормално сте имале подеми, падови, тешки моменти, убави моменти, сте се расправале, сте се така, значи имало и караници, имало и сваđање и тие работи. Како фронтмен, сепак товарот е најголем на тебе, бидејќи ти си сепак бајага, тие си инструктори. Во такви моменти кога ќе почувствуваш примерно турнеја, дека малку работите бегаат од контрола, дека почнува да има несогласување, да се руши хемијата. Што правиш како фронтмен? Знаеш, сигурно имаш ти своји тактики низ овие децении и децении. Знаеш како да ти кажем, ја стварно, што се тиче тих ljudskih odnosa, nisam imao nikad problema. I nama su probleme pravili kad, recimo, uvedu nam sankcije, znaš, pa onda nema svirki, ne radi aerodrom u Beogradu, pa idemo u Budimpeštu, pa, znaš, ili ono bude, još pošto smo mi svirali za vreme bivše Juge, pa onda u vreme kad se Slovenija odcepila, mi smo prvi svirali u Sloveniji posle 1 godinu dana. A kasnije smo putovali za Sloveniju preko Mađarske dok je bio rat u Hrvatskoj. Nije moglo tu da. Mislim, više tako te stvari su nas pa bombardovanje, znaš, pa mislim, nema svirki, pa korona, mislim. Ovde smo imali jedan super koncert, stvarno, ja mislim da je to jedan od neobičnijih koncerata u to vreme. Tad još nije bilo vakcina i ja ne znam kako isto je Avalon radio to. I mi smo svirali na pomoćnom stadionu ovog Vardara. Da. I to je bilo, mislim, znate kako to izgleda, to je bilo onako kao kocke od iscrtane kredom, od, boga mi, tako jedno 3-4 kvadrata i po jedan čovek stoji tu između i svi imaju maske. I publika bila jako disciplinovana, znači niko se nije pomerio sa tog mesta. Od svojata kocka. Da. I sad tu stane možda i 2000 ljudi, ali oni su baš onako daleko jedan od drugog, svi imaju maske i to mi je stvarno bilo nadrealno. Da. A mi smo svirali sa filharmonijom, odnosno sa gudačima makedonskim i sa horom isto makedonskim, muškim i ženskim, ali njih je ukupno bilo 18, fenomenalno su pevali i ovi svirači svirali. Pokojni Vojkan Borisavljević je dirigovao i eto, niko se stvarno, koliko ja znam, niko se nije zarazio na tom koncertu, iako je bilo u špicu one korone. Ова ти е сигурно еден од најнеобичните, најнетипични концерти, така? A onda posle na izlasku iz korone smo imali Tašmajdan u Beogradu i morali smo da kupimo 5000 testova. A za sekој да се... Da se svako testira, osim ko nema da je vakcinisan, mislim, to je... Ali eto, hvala Bogu, i to je prošlo. Da. Пада Влада е многу специфична песна, која ја знаеме, нели, од хитот Професионалец филмот, одличен филм нормално. Кога ја пишуваше песната, ти беше чудно што никој нема напишано хит за слична тематика, бидејќи многу нормална тема што сите ја знаеме, како политика, смена на власт и така натаму. Ама никогаш немало хит таков некој. Da, znaš šta, ja moram da te malo razočaram, taj tekst je pisao Duško Kovačević. Mislim, on uglavnom za svoje filmove piše tekstove za pesme koje idu u film. Tako da, to je
mislim, tekst je totalno njegov i nisam siguran da bi Ovo sebe, pesната je со тебе врзана. Da, ali na kraju je bilo dosta teško da se napravi muzika na taj tekst, zato što kada je tekst lagan za muziku, vi kad ga pogledate, on izgleda kockasto, ono, jedna strofa, druga strofa, refren. Znaš, ova Duškova pesma je sva Kako tekst, ovako, da. kao- I ja sam uspeo nekako da uklopim melodiju, da ne zvuči da je tekst tako grbav, što mi kažemo, kao što jeste. I to mi je bilo vrlo smešno, zato što posle toga, sad recimo, ajde, okej, radio sam to za film, prošlo je vreme, sad odem, ne znam, u Sloveniju i tamo su izbori i onda me zove i jedna i druga strana da sviram, što ja nisam teo da radim. Nisam nigde svirao to u kampanji, zato što mislim da je bez veze, to je pesma iz filma, ja uopšte ne želim da se bavim politikom. Ама и во Македонија те викаме, нели? Така? Pa da. I sad ja stvarno, znaš, ja pratim što se dešava u Makedoniji, ali ja stvarno ne mogu da znam, kad su kod vas izbori, sad nisam toliko upućen da znam ko šta zastupa i pravo da ti kažem, ne znam ni u Srbiji, a kamoli ovdje. I onda ne bih hteo da se zeznem, pa da, znaš, a imam dosta prijatelja i, znaš, ne mogu svakog da pitam koga on podržava i onda najbolje... Како беше репликата од филмот за Пада влада, пада глава? Pa jest. Не, ама сепак е стварно еден мега хит и мега интересна песна I цела. posle jednog događaja u Kočanima, mislim, nije to sad nešto specijalno, ali na nekom koncertu u Kočanima... Kaj nas? Da, Kočani su jedni, jel? Ja sam svirao Zvezdu, jer mi je neko tražio Zvezdu. Dobro. Međutim, tamo ima ljudi koji navijaju za Zvezdu i za Partizan. Dobro. I oni se pobiše tu međusobno na... A on be vo Kočani? I onda ja isto ne sviram Zvezdu i Pada vlada ne sviram više nigde. Tije dve? Zvezdu mogu na Zvezdinom stadionu, a Pada vlada, mislim... За Звезда, ќе те прашам после, бидејќи сакам и малку повеќе околу тоа. Претходно, некои од песниве да ги поминеме, кога веќе ја спомнавме Пада влада како хит, некои од другиве хитови. Например, мене што ми се омилени, верувам дека и на публиката. На врхов има прсти. Што е приказката околу песнава? Се сеќаваш ли како е напишана? Врати се малку во тој Pa to период. neko letnje vreme, teo sam da bude nešto što je tako, neki latino ritam. Ja tekstove dosta, mi je teško da objasnim kako pišem tekstove. Mislim, ne smišljam ja sad šta bi bilo dobro, nego prosto kao šta ja bi nešto napisao o moru, to se valjda spot isto snima u Budvi i trebalo je da ima neke veze s morom. А еве вака, дали тргаш од, бидејќи обично, или текстописци, нели? Или си запишуваат фрази што им се допаѓаат, па врз фразите градат текст, или обратно. Твојот стил каков е? Значи, дали имаш фиока полна со фрази па ги вадиш, или не? Nemam, to imam u glavi uglavnom, ali kako da ti kažem, neke pesme ja smislim šta bi radio, ali više puta sam dobro uradio i po narudžbini. Mislim, recimo pesma Montenegro, to sam radio za turističku organizaciju Crne Gore. Tak. I oni su mi tako, ko što ti imaš ovako, napisali na jedno 5 strana šta sve treba da se pomene u pesmi. More, plaže, planine, sneg, lekovito bilje, ovo. Zove mene, zove tebe. I ja sam sve to uspeo da spakujem. И то многу добро. Ама и музиката е многу добра таму. Jest. Баше бајага, онај. Pa da, ali to je ono, kažem ti da mi oni nisu tražili sve to, ja ću te, ne znam, tamo da je lepo vreme i planinsko bilje i ovo, zato što su oni tražili, ali opet nekako to možda spakuješ. A na vrhovima prstiju to je samo neki moj doživljaj kao sa plaže, kao od neke večeri, mislim. И таму музиката е фантастична. На врховima музиката е... Da, to sam teo da uradim tako nešto latino. Какво добро интро. Pa da, brzo smo to, kod Lokija, ja sam imao celu stvar, on je malo te teme i to, da, i neke pesme izađu spontano. Ima pesama, recimo, kao moji drugovi to, i možda ima još 2, 3 koje sam napisao,
kao odmah sam napisao celu pesmu i imao sam muziku u glavi, pa onda odmah snimim i muziku. A neke pesme, recimo, kad hodaš sam radio 1-2 godine. Ne mislim da sam radio na toj pesmi, nego kao radim, pa zaboravim, pa sam je popravljao. Si ja delkal 2 godine, si ja peglal. To. A ove drugove nisam uopšte, to sam napisao ovako, bez menjanja ičega. A што ги тера луѓето на Вовче да се фаќаат на таа To песна? svaka pesma drugačije, znaš, mislim, i dobro Знаеш, je мои da су imaš... другови и сите Вовче одат. A to ne znam. Neli? To, mislim, to je neka glupa fora. Mene nervira to. А ги гледаш цело време, на секој концерт, Pa, така? И опа, ne Вовчето. baš na sve, ali skoro, znaš, to mi je baš... Ко хипнотизирани малку. Zato što je dvojka to, a ima još puno pesama koje su taj ritam 2. 442 до Beograda, од каде... Оп, на здравје. Ja, izvinite. Од каде? Ние мислиме од Скопје, не знам, Загреб може мисли од Загреб, Сараево од Сараево. Pa nije, to je prosto trebalo da bude dosta kilometara, a da se rimuje do Beograda i ono 442 do Beograda, to mi zazvučilo dobro. Ali ja sam kad je pesma izašla, onda kad dođem u Skoplje, ja kažem da je u Skoplje, a kad odem u Zagreb, kažem u Zagreb. I kad odem u Sarajevo, kažem da Sarajeva i... Normalno. Друга одлична песна. Добро јутро, джезери. Знаеш, од каде да се направи еден трибјут на Колтрейн, на големиве други имиња, Дейвис, Мајлс? Pa u Beogradu je, kad sam ja bio klinac, dosta bila ta jaka džez scena i onda je bio taj džez festival koji se radi u Domu omladine, a ja sam sa Ribljom čorbom probao u Domu omladine. Tu je probala i Ekaterina Velika i razni drugi bend. I onda tu je bio džez klub i znam da kad sam se vraćao sa svirke, onda vidim ove džezere kako idu sa instrumentima u 4-5 ujutro se vraćaju iz kluba i to me inspirisalo. A Miles Davisa sam gledao, on je svirao u okviru tog festivala i svirao je u Domu sindikata. Добро, се гледа некоја фасцинација, односно како да им се восхитуваш, знаеш, како да им се Da, дивиш. on je bio kod Jimi Hendrix. Mislim, sad ne dolaze, mislim, i dalje ima jazz festivala, ali ne znam ni da li, pošto ne pratim sad ovaj najmoderniji jazz, ne znam da li ima takvih imena kao, a on je bio jedan od najvećih, znaš, tako da to mi je bilo ono, ja sam slušao tad Deep Purple i šta ja znam, ali znao sam ko je Miles Davis i slušao sam ja i Miles Davisa ono ponekad, tako da posebno je bila fora što meni je bilo neobično što je on onako svirao okrene leđa publici i tako, znaš, a znam da je bilo i smešno što ga je boleo zub baš mnogo i onda ga je jedan čuvar iz Doma omladine odveo kod zubara i Miles Davisu su izvadili zub u Beogradu, pošto je bilo ono kritično. A najsmešnije je što su tog čoveka posle zvali Zubar, on nije Zubar, nego je čuvar u Domu omladine, ali pošto je vozio Miles Davisa kod Zubara, on je dobio nadimak Zubar. Одлично. Ако би требало еден збор да кажеш да го опише цело ова музичко патување на Момчило Бајагич, кој би бил тој збор? Позитивна географија. Одлично, позитивна географија. Тоа може да биде и наслов за мемуари. А ето, така е био. Или нешто така. Подсетуваме уште еднаш за сите во публиката тука и за сите во публиката пред телевизорите. Значи 9 декември Бајага и инструктори со голем концерт во Скопје, спортски центар Јане Сандански. 9 декември е датумот, запишете го. За крај, како и на сите гости, Good Nature, најдоброто од Македонија, чаевите. Имаме Златен Даб Прилепска пивара, е тоа нашите пријатели и Дайнерс. Ова беше Момчило Бајагич, Бајага, многу голема чест за прв пат во овие 15 години во еден ден и се надевам наскоро ќе правиме и втор пат во некоја следните сезони. Момчило Бајагич, Бајага. Не сум зачистил одамна, така е, ама не знаеш која ќе ти затребаат бе работи. Гледај, телевизорчево, например.
па и во емисија го имам користено. Беше сценографија во тие најпрвите еден на еден пред 13 години, човече. Стоеше напред цело време, снег имаше тука на екранчето, пошто не фаќа ништо, па ти тоа сирото, скршена му е антената, ама па добро е да си се чува убаво. Значи не работи. Не бе работи, како не, само не фаќа ништо. Не работи, уствари. Не работи. Овде е крајот на емисијата. Пред да завршиме, една порака до вас. Екомак, запомнете, Екомак, тоа е прва македонска апликација чија цел е поттик на совесно рециклирање, овозможувајќи им на корисниците да собираат поени и да ги користат поените во маркети како ваучери. Симнете ја Екомак апликацијата, бидете совесни и селектирајте отпад. Ви благодариме публико, ви благодариме и вас. Ова беше се од оваа епизода. Чао! Хvala ви!